Овој пат јас би започнал со читање во Евангелието по Јован. Да отвориме таму. Евангелие по Јован, во првата глава. И ги читаме почетните неколку стиха од првата глава Евангелие според Јован. Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Словото беше Бог. Тоа беше во почетокот во Бога, се стана преку Него и ништо што стана не стана без Него. Во Него беше живот и животот им беше светлина на луѓето. И светлината свети во темнина и темнината не ја опфати. Се јави човек испратен од Бога по име Јован. Тој дојде за сведоштво, за да сведочи за светлината, да сите да поверуваат преку него. Тој не беше светлина, туку да сведочи за светлината. Вистинската светлина, која го осветлува секој човек, доаѓаше во светот, беше во светот и светот стана преку него, но светот не го позна. Дојде при своите, но неговите не го примија. За момент ќе застанеме овде. Јован директно уште од самиот почеток кажува и укажува на Христовата божествена природа, на Словото, кој што подолу стои се отелотвори. Словото кој што беше во Бога и кој што беше Бог и е Бог. И тоа Слово, таа светлина, со други зборови, како што е пишено во подолните стихови таму, кај што читавме, носи живот, е живот, она што малко и го искоментирав за време на пулката. Вистински живот, и тоа вечен живот, живот кој што нема крај. Тоа може само да го понуди Христос. Не може да го понуди ни еден човек на оваа планета, со каков и живот да не залажуваат. Светлина, живот, но вели, таа светлина во светот не ја познаа. За жал. Денеска ситуацијата е таква. Иако христијанството е во подем. Дури вели 11 стих, дојди при своите. Значи, дојде среде избраниот народ, среде својот народ, и тие не го примија. Жалост. Че гледаме отфрлање, гледаме во глобала отфрлање, непознавање на светлината, на Словото, на Спасителот, на Месијат, на Исуса Христа. И не е ни чудо, затоа што Исаија прорекол, да отвориме за кратко, значи во Исаија 53 глава, она позната глава, месијанска глава, значи Исаија 53, ќе читаме 2 и 3 стих. И израсте пред него како нежно стебло, како корен од сува земја. Немаше на него ни убавина, ни блесок, за да би се загледале во него. Значи, никаква некоја надвршна привлечност, па за да биде прифатен заради тоа. Ни милозливост, за да би ни се допаднал. Беше презрен, отврнен од луѓето, човек на болката, свикнат на страдањата, од кого секој го отстрануваше лицето. Беше презрен и за ништо го сметав. И тоа се исполни. Дојде Месијат. Дојде светлината на овој свет, потонат во мрак. Дојде Словото, кое што дава живот, не беше познаено, не беше познаен. Месијата, ниту од својот народ не беше примен. Но, понатаму продолжува и вели во 12 стих, и тука повеќе се задржиме 12 и 13 стих, а на сите кои го примија, значи,
не е се така црно, сепак некои го примија. И се уште, фала му на Бога, го примаат. А на сите кои го примија, им даде власт да станат Божи деца, на оние кои веруваат во Неговото име, кои не се родија, ни од крв, нито од телесна поход, ни од волја на маж, туку од Бога. Чи сепак некои го примија. И видите, каква привилегија имаат тие кои што го примаат. Еве, зборувавме за Божјето царство, кое што набрзо ќе ни дојде, веруваме. Живееме навистина во тие прсти од кипот, каде што кога би знаел македонецот, кога би знаел жителот на оваа планета, дека не иде тоа така како што некој го замислува, не се мешаат кал и железо, тогаш надежта ќе ја сврти во друг правец. Нема да се надева на тоа што се надева. Живееме навистина во тоа време, кога Исус ќе ни дојде и ќе се воспостави тоа царство. Но тие што ќе го примат, ќе се наречат, ќе може да се наречат Божи деца. Знаете, постои мислење дека сите сме Божи деца. Секој жив на оваа планета е Божи дете. Да, во известна смисла, според создавање, да. Меѓутоа, Јован овде зборува за нешто друго. Вели, како вели стихот, на сите кои го примија им даде власт да станат Божи деца. Божие дете се станува, не се раѓаш како Божие дете. Прочем, што вели таму во Ефесијаните? Ајде да отвориме на кратко. Ефесијаните 2:3. Какви деца сме ние по раѓање? Што вели Павле самиот он? Ефесијаните 2 глава 3 стих. Меѓу овие и ние живеевме. Значи, меѓу кои? Меѓу, кажува, значи, синовите на непокорноста, ги спомнува, значи, погоре. Меѓу нив и ние живеевме, вели Павле, некогаш во своите телесни страсти, извршувајќи ги похотите на телото и на помислите, и бевме по природа чеда на гневот, како и сите други. Значи, не се раѓани, не се раѓаме како Божи деца. По создавање сме, меѓутоа, она на што мисли овде Јован, и оние кои што ќе го наследат Божиот живот, и кои што ќе бидат жители на тоа Божие царство, мора да станат Божи деца. Мора да го примат Христа. За разлика од мноштвото кои што не го примија, не го примаат. Ќе се задржаме малку повеќе на тоа што значи примање на Христа. Него дочитавме следниот стих во Ефесијаните, меѓутоа не е битно, само ќе спомнам дека таму вели Бог заради својата љубов и милост не посини. Че ние бевме чеда на гневот. Такви сме по природа. Но Господ заради својата милост и љубов не посини, не направи Божи деца. И сега се вратиме во Јован пак и да видиме кои се тие Божи деца. На сите кои што го примија, значи прво, тоа се тие кои што го примаат Христа, и тоа не е само интелектуално примање на вистината. Да го примиш Христа, значи да Христос биде во тебе и ти во Него. Онаа заедница која што често пати ја гледаме во Новиот Завет и во Јован 17 глава, прочем, во таа Исусова молитва за единството, тој однос Исус го кажува дека го имаат и горе на небото Синот, Таткото, па и Светиот Дух. Што вели таму, како што јас и ти сме едно, како што јас сум во тебе и ти во мене, така и тие, вика, сите да бидат во нас и ние во нив. Значи, тоа не е само интелектуално примање на вистината, тоа е суштинско примање на Христа. Да Христос живее во нас. И подолу стиховите кажуваат,
стануваат Божји деца оние кои што веруваат во Неговото име, во Него. Имаат вера, без вера воопшто и не можеме да му угодиме на Бога, нели? И кои што не се родија ни од крв, ни од телесна поход, ни од волја на маж, туку од Бога. Значи, се наново родени. Божји деца се оние кои што се наново родени. И не е како што мислат евреите или како што може би мислат некои други денеска, дека по крв, по таткова линија, по не знам, по мајчина линија, по раѓање, ние си продолжуваме натаму, ние сме дел од Божите деца. Јас сум адвентист, роден во адвентистичко семејство и ја автоматски всушност сум. Што вели стихот 13? Кои не се родија ниту од крв. Крвната врска не е битна. Евреите така мислеле. Ние сме Аврамови деца. А што им вели Исус во таа прилика? Ваш татко е другиот, е ѓаволот. Затоа што сакате да ме убиете, затоа што имате зли мисли, затоа што не ме примате. И ако тие мислеле дека се семе Аврамово, дека ете автоматски на некој начин се избраниот народ и ними припаѓа спасението. Не. Божите деца ниту се од крв, ниту од телесна поход, ниту од волја на маж се родени, туку од Бога родени. Наново родени, како што нели Исус ке му каже на Никодим. Римјаните 8 глава. За момент таму да прочитаме неколку стиха. И 15 стих, 8 глава, Римјаните. Сите оние кои ги води Божиот дух, тие се Божји синови, тие се Божји чеда. Кои? Оние кои што ги води Божиот дух. Тоа покажува и дека сте го примиле Христа. Ако духот живее во вас, се излеел, на тој начин се излева и љубовта, нели? Се излева Божиот карактер. Имено не го примевме духот на робството, за да бидеме пак во страв, туку го примевме духот на посинувањето, со кој викаме Ава татко, Ава очи. Веќе не сме робови, туку сме слободни. Оние кои што дозволуваат да духот ги води, тоа се Божи деца, Божи синови. И како што кажав, значи не само интелектуално примање на вистината. Еве, околу тоа примање, прифаќање. Знаете ли каде најрадо со задоволство всушност бил приман Исус за време на тие 3,5 години на својата мисија на земјата? Каде, во кој дом? Имало еден дом таму во Витанија, кај што секој сакал да оди. Затоа што секојаш од срце бил приман од Лазар, значи Лазар, Марија и Марта. А знаете ли зашто сакал таму да оди? Затоа што секој со задоволство го слушале. Тоа е примањето. Затоа го примале, затоа што сакале со задоволство да го слушаат. Колку ние со задоволство сакаме да го слушаме Исуса. Колку ние со задоволство го слушаме Словото. Колку ние уживаме во слушање на Словото. Знаете, некако се повеќе како иде времето, не газат, многу работи, се повеќе гледаме задоволство во нешто друго, но тоа е само показател дека нешто не штима. Внимателни слушатели биле, дори Елен Вајд ќе додаде, внимателни слушатели, поготово знаете кој се истакнува, нели, Марија, коленичела, клечела покрај неговите нозе и го голтала секој збор. Тоа е Божие чедо, тоа е оној кој што го прима Христа, го прима Словото, него го прима комплет. И тоа прави чудо во неговиот живот. Сега ние, како последна црква, како Лаодикејска црква, Лаодикејецот го има проблемот со примањето на Христа. Токму тоа е проблемот кај Лаодикејецот. Што вели 3:20 Откровение? Еве, стојам од вратата, на вратата и чукам. Кој го вели ова? Исус. Каде е Исус?
надвор, чука на вратата, бара да биде примен. Ако некој го чуе мојот глас и ја отвори вратата, ќе влезам при него и ќе вечерам со него и тој со мене. Што е проблемот кај лаодикејецот? Зошто нема прием? Христос е надвор. Лаодикејецот не можеме да го ставиме во категорија на Божие дете. Затоа што Божите деца го имаат Духот Свети, тие се водени од Духот Свети, дозволуваат, тие се покорни, тие се послушни, тие се понизни. Лаодикејецот го има се, ама тоа не. Се спротивното. Лаодикејецот смета дека е богат, односно праведен. Него не му треба Бог. Он си е праведен, он секојаш е во право. Тука имаме гордост, самоправедност, значи ја немаме понизноста, ја немаме потребата од Бога воопшто. Затоа не се прима Христос, а тој милозливо, упорно чука на вратата. Што му е потребно на лаодикејецот? Што вели таму? Дали оние лекови, илјачи, да кажем, што ги спомнува? Вера и љубов, очна маст, Свети Дух. Но нема Светиот Дух, го нема Христа, внатре го нема Светиот Дух. Нема вера, нема љубов. И се занесува со својата праведност, а треба да свати дека неговата праведност е ништо и дека треба да ја прифати Христовата праведност, која што единствено може да го покрие. И вели, ако ме прими, ако ми ја отвори вратата, ќе влезам при него и ќе вечерам со него и тој со мене. Знаете, таму на тој Блиски Исток, како што кажуваме во Палестина, вечерата била главен обрук. Сите се собирале на вечерата и знаете, и тука, ако ви дојде гостин на вечера, најнормално и ќе остане. Ќе остане. Тоа е желбата Христова. Да влезе, да вечера со нас, да општи со нас, да има заедница со нас и да остане тука. Дали ние го примаме Христа? И не залудно се вели вечера, ние денеска сме дојдени на света вечера, сите овде, и сакаме заедно со Христа да вечераме. Примајќи го лебот, примајќи ја чашата, ние го примаме Христа. Затоа и не случајно и оној чин на понизност предходно. Че да се сруши секоја гордост, самоправедност. Нема место за гордост, за самоправедност, за удирање во гради, кога доаѓаме на света вечер. Не само на света вечер, мислам, тоа треба да биде вообичаен нашиот живот таков. Ако сакаме да бидеме Божји деца, треба целосно да го примеме Христа. И секој ден да го живееме таков живот, понизно. Да ја срушиме нашата гордост. Забележавте претходно, во претходните мои предавања, зборував за тоа дека гордоста, горделив човек е добро тло, погодно тло, зашто? За да биде обседнат од нечисти духови. Нема ни збор за Светиот Дух да може, односно Христос да може да влезе. Не. Затоа да ги оставиме секоја гордост, секоја самоправедност, пред нас е чинот на понизност и доброволно со сето срце да го примеме Христа. Нека му е слава нему што по својата милост не посинува, не прима, затоа што каде ќе бевме и што ќе бевме и кај ќе завршивме ако Господ не беше милостив, ако Господ не беше љубов. Еве денеска сме на света причест дојдени да го примиме Христа, да се помириме претходно ако не сме се измириле, да ја срушиме секоја гордост и да чисти пристапиме и пред светата причест подосна, примајќи го, како што реков, лебот и виното, да го примиме Христа. Тоа е светата вечер. Нека му е слава нему. Амин.